Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публика, добро дојдовте во ова издание последно од неделата, со оглед дека утре имаме пауза. Имаме наш, исто така, политички магазин вечерот со Слободан Томич, исто така ве очекувам во 21:15 петок. Ветив и кој исполнува ветувањето дека ќе застанам во вистинска смисла на зборот, заедно со мојот тим. Тука се Ивана, тука е Гордана, тука е Горан, тука е Јован, кои исто така помогна и помагаат во делот на реализација на емисијата во секој поглед. Рекоме дека социјалната политика ми е основен патокас, бидејќи Македонија е по устав и дефиниција социјална држава, но никако да им влезе во ушите, а да не речам во душата и срцето на политикантите, бидејќи ситиот, гладниот не му верува, нели? Со тоа што ги гледаме нашите македонци породи државјанство, като дневно се на скопските и другите улици низ цела Македонија и си го бараат своето право. Представниците на една од трите власти, да речем судската власт, уште од пролета, во март, се наоѓаат на улиците, барајќи правда, упатувајќи пораки до големите политиканти, кои си ги изголемија платите за 78%, не баре дека се Германија. Да, јас сакам да имат големи плати, или да не крадат. Од изборот крадење, вели, е тежок збор. Вистината, од вистината никој не може да избегне. Но е да не должам, бидејќи реков дека синдикатите ги покани во сите страни да се обединат и вечера ќе биде дел од Гласот на народот, а нивни репрезент ќе биде магистер Горан Ристевски, председател на независниот синдикат на државна администрација и науку, исто така мој поранешен соговорник. Добро вечер и добро ден. Добро вечер, добро време. Фала на поканата, благодарам. И спремен сум да одговорам на сите ваши прашања, коментари и така натаму. Добро изгледаш, да ти кажам, искрено, после толку месеци на улица, заедно со Јасмина и сите Ивица, да ги спомни. Сабахета, те молам, спомни Кате, молим те, спомни ги. Кате, Јуле, Тина, Жане, многу ги има. Кои се ставени во вистинска смисла на зборот, во виорот на ова неправдина, во виорот на непринципиелностите, во виорот на нечувствителноста, нехуманоста, непрофесионалноста. И искрено да ви кажам, мои драги пријатели адвокати ве поддржуваат од сите страни и вика Слободан, кога ќе правиш, молим те, ма емисијата не е 45 минути и затоа велам не можеме сите да го фатиме, само имате поддршка од голем број представници на фелата. Вака, за време на сите наши протести, добар дел од адвокатите, бидејќи тој простор, кривичен и граѓански суд, има доста адвокати кои што се високо рангирани, да речеме, општеството, препознатливи, и имаме голема поддршка и од нив, како и од преостанатите адвокати, поминуваат кои ќе протестираме и суди, и поддршка има од многу од добар дел и од вработените што се на високи позиции. Во смисол, како што реков, председатели на суди, знаејќи ја проблематиката со која што во текот на работниот процес се... Дека без нив не можете, без вас не може да работи. Токму така, без административен дел и помош технички персонал во судовите не може да функционира никој судија. Никој судија. Горане, со оглед да сакам да ти оставам повеќе време. Да. Да ги истакнеш вашите барања, те сте на генерален штрайк. Да. Протест, како да кажам. Што тоа значи? Утре имаме добар синдикален протестен марш, кој што ќе почне од пред основниот граѓански кривичен суд, од каде што почна цела приказна за достоинствена плата и исплата на реални додатоци на плата, согласно правилник кој што е донесен согласно закон за судска служба. Имено, како што реков, протестите почнуваат од пред овие два суда
и продолжуваме по улица Крстен Бисерков до Југодрво, каде што суштинен синдикат, грански синдикат, взаемно одиме до собрание, Министерство за правда и до влада, каде што го завршуваме протестот. Колку сат, рекохте? Од 11 до 14 сат, ќе видим. Судот не работи, тоаш нема ништо. Па да. Не, вака се. Има некои Итни протестни действија, итни случаи, притвор, времени мерки, шалтерски работници, дел, не сите, ќе работат. Значи, не смееме да го, согласно закон, не смееме да го реметиме работниот процес. Сепак Значи, имате чувство кон државата Точно. и одговорноста и професионалноста и се Токму тоа. така. Видите вака, овој период од март месец до ден денеска, ние имаме протести кои што ги ставаме во еден вид и во мирување и оставиме простор да не води минаат со да речем со власта, да не ме садат погрешно и одние личности со кои што треба да управуваат со државата. Тоа е председател на влада, министри, директори и така натаму, председател на судови и така натаму. Значи оставиме простор дека ние сепак сме луѓе кои што сакаме диалог. Низ овој период вметна друг синдикат да преговара за оно што ние протестираме. И потоа испадна дека и не го изигра или имаше нешто измеѓу, не знам. Но како и да е, договор немаше. И тој што синдикатот што преговараше. Ние и понатаму останаме на улиците, но пак со фер, без никаква позадина, без никаква партиска или било каква позадина. Имаме пробува да уфрлаат одредени, да речем, партиски, да речем, војници, но ние до крај останаме апартиски расположени, без никакви навреди, ни повици против негативни повици за време протестите против актуелните функционери, не дозволуваме да има така нешто, така да ние останаме достоинствени до крај. Достоинствени. Горан, значи утре има исто така генерален штрајк, протести на независниот синдикат на здравство, потсетиме се на ОЈО. Добро. Значи вака, утре пред собрание Правда и пред влада ќе протестираат вработените во судовите, вработените во јавните обвинителства, од другиот синдикат ќе додат исто така и вработените од ФЗО, Фондот за здравствено осигурување. Да, слушам. Иако можеби се ќе речам помала бројка како вработени, но сепак и ти имаат право, секако, како и другите ние вработени, кои што честно си го заработуваме, ајде да речем лебот, посветени кон работата, достоинствени на службата. И независниот синдикат за здравство, мислам дека е. Немам, или здравство. Немам такви информации. Добро. Имено независен медицински синдикат на Македонија, што е кај нас како синдикат, вчера имаме протест во болница Гостер, во Ферид Мурат, болницата се вика Ферид Мурат, каде што искажуваме дека и ние сме за европски плати. Европски плати за нив, европски плати за нас. За да има одлив на луѓе да заминат и да се заштитат и останат во својата татковина. Тоа не е целта. Ние Оти професионалноста преди се. Токму така, треба да бидеме патриоти од тој аспект, не да бидеме патриоти да дигаме на национален аспект, на верски или не знам каков. Патриотизмот е во друго, да ги издржиме граѓаните во Македонија. Имено нашиот фонд се базира на на солидарност. Така. Еве денеска ние работиме, од нашата плата иде на пензионерите, генерациите пред нас. Така да ние кои ќе одиме на пензија, таа солидарност во тој главниот државен фонд ќе го полнат генерациите што ќе работат после нас. Тоа е принцип на солидарност. Да. Стои дека преголем е одливот на вработени од судовите кои даваат откази. Точно. Тоа се случува период наназад, каде што на почетокот имаше мал одлив на граѓани кои што знаете, порано беше ако не си вработен во јавна институција, многу тешко ќе добиеше кредит од порано беа од помалите банки, штедилници, па банки и така натаму. Така да ако си вработен, да имаш бонитет. Денеска многу полесно можеш да добиеш кредит и не е некој услов и бенефит да работиш во јавна институција, во државен орган. Не е некој бенефит. Напротив, приватниот сектор повеќе ги ценат вработените, одошто во јавниот сектор.
Имате Нажалост. вистинска лавица, кој ќе речем символично, дека се бори заедно со вас, тоа е Јасминка Јасмина Величкова, Да, да. фронтмен, кој заедно со вас, со сите, значи, знае да упати апел. Читаме еден апел, јас се надам дека ќе ги имаме вашите колеги Да. во програмата. Се следат. Да, сакам да ве замолам, со оглед дека очекуваме да се јават представници на синдикатите, но и вие сте добродојдени да го слушнеме вашиот став, вашиот глас, вашата поддршка за луѓето од кои сите зависиме, од некоја рака и барајќи правда, барајќи оно што ни следува и заслужуваме пред лицето на правдата во наша корист, во наша бенефит. Затоа, доколку имате можност, јавете се најве, сакаме прво да ги чуеме, да ги слушнеме представниците на синдикатите. Режијата, доколку добие некој од представниците, веднаш може да ги вклучи. Ајде, се извадам еден извадок, еден параграф од госпоѓа Јасмина Величко, кој вели: апелираме уште еднаш да не се донесе буџетот без покачување на платите на судски службеници, да ни се вратат 0,8 редовно исплаќање на додатоците на плата и воедно да најавиме до сега најголем протест за овие 8 месеци во петок. Вака, значи ќе речам дека согласно закон на судскиот систем треба да му се исплатат да добие 0,8% од БДП, со кои пари ќе се обезбедат плати, додатоци на плата, како и обслужување на и реновирање на судовите. Да. Сега дали се работи за судот како суд од секој аспект. Ќе речам така, ќе речам и компјутер, штампач и така натаму, хартија и така натаму. Значи, сега ние, например, ќе ви кажам, во Основен граѓански суд Скопје 2 беше Добро вечер. Добро вечер, тоа е Јасмина, претпоставувам. Јасмина? Се јавува Јасмина Величкова, председател на Независниот синдикат на судска служба Сега те на Република оговаравме. Македонија. Јавно те оговаравме. Така, благодарам. поздрав. Повели, Јасмина. Сакам да го поздравам председателот на Гранскиот синдикат, господин Горан Ристевски, и сакам да јавно да искажам незадоволство од изјавата на вице-премиерот на владата господин Битики. Односно, ние како судска администрација апсолутно сме навредени од дадената изјава на вице-премиерот на владата, во која наведе дека платите во судството ќе се покачат кога судските предмети нема да траат по 6 години. Ваквата изјава е тенденциозна, омаловажувачка и крајно непочитувачка за нашата работа, бидејќи судската служба ја сочинуваат чесни луѓе, кои по законски овластувања, како и попис на работни позиции, не можат да имаат никакви влијанија во одоголекување на судските предмети. А колку ние работиме, зборуваат бројките на сработените предмети и нашиот удел во буџетот на Република Македонија. Значи, од тука, господин Битики да не биде загрижен што работат судска администрација и студиите и времетрењето на постапките. Тоа сакаме да му, јас и како председател на независен синдикат, да му порачам да не омаловажува пред јавноста, односно да не ги омаловажува и навредува судските службеници. Значи, заради нивните погрешни одлуки, да не ги злоупотребуваат најранливите категории на граѓани, бидејќи спомна и пензионерите и вработените во здравството. И само сакам да напоменам дека судските службеници бараат да бидат платени за она што го сработиле, не бараат милосиња, бараат да им се зголемат платите за еден пристоен живот. Ќе ми дозволите во вашата емисија да го најавам утрешниот протест, односно протестен марш, благодарам, кој ќе започне во 10:30 часот пред платото на Кривичен суд до Собранието на Република Македонија, исто така пред Министерство за правда, и ќе завршиме пред владата со нашите барања. Јасмина, ти благодарам многу. Ние веќе го најавивме, почитувани, сакам да најдам на разбирање, затоа да одем. Не ве слушам, да. Ви благодарам многу, ви посакам успех и дај може да се исполнат вашите барања. Тоа беше председател на Независниот синдикат на Судска администрација на Македонија. Одиме и понатаму. Ќе ви кажам една работа. Не само да ја пофалам Јасмина Величкова, Бехар Алију, подпредседател на Независен синдикат на Судска администрација на Македонија, тука Ивица Бошевски, исто председател на Основен граѓански суд,
Сабахета Машовиќ, тамо Јулија Стоилковска и други кои што овие месеци, ајде да речем, останаа на улица. Несебично, Да, несебично излегува поддршка не за сите, Ма тој за себе и си. здравјето си го... Токму така. Ние носат вработените во судскиот систем се под секаков вид на влијание. Но ќе ви кажем на работа. Дали преведувачот касни со изготвување на пресуди? Не. Дали судскиот службеник од било кој аспект, шалтерски работник, дали тој има влијание на должината на процесот? Дали достава? Дали хигиенично? Дали записничарот? Не. Вината нека не ја барат во судската администрација или помошот технички персонал. Тоа е на друга врата, нека си најдат тие каде е вината. Впрочем, менувањето преку ноќ на одредени членови од законот е амнестија на мала врата. Не ќе да ме сватите политички, но ќе кажам и останалото дека оние вработените тие што останаа во судската служба дават се од себе за да процесот тече без проблеми, без задршка. Ето е. Јас го видам тоа тактика со математика. Да работиш со 4-5 суди наеднаш, да обслужуваш како шалтерски работник или пак судски полицаец, значи има голем број на работа, голем обем на работа. Значи порано идел еден записничар, еден судија, еден шалтерски работник што го води преведот. Денеска не. Денеска имаме претходниот наш председател обслужуваше 4 судии. Мислам дека и се уште така. Имаме стручни соработници кои што работат со 2, 3, 4 судии. Многу голем обем на работа. И покрај тоа, верувате, и покрај тоа сметам дека честно и достоинствено си ја заслужува платата. Дури и премало е. Премалку е. Тактика со математика, мислам на тие Точно. времетрајни на судските процеси Потполно што разум. се префрлуваат на вас. Потполно Но како разум. и да е. Јас очекувам и натаму од представници на синдикатите, затоа реков синдикати од сите страни обединете се. Токму така. Видите, да поле. Како што реков и на почетокот, значи утре го имаме тој голем синдикален протестен марш, кој што заедно со гранскиот синдикат на УПОС ќе го реализираме. Тука е издруженијето на административни службеници ќе биде со нас и синдикатот на правосудство, кој што ние како тим, значи независен синдикат на судска администрација на Македонија, Сдруженијето и синдикалната организација правосудство веќе од јуни заедно ги тераме овие протести, ги се разруваме ова незадоволство. Инаку од март почна сами, но како што течеше процесот, така да се приклучува и други структури. Велите да не се грижа дека некој ќе им наштети туку да дојдат во петок. Токму така. Вака, имаше некој притисок Од друга претходно. страна, вели страв лозе чува. Видите така. Наназад време, ќе речем, имаше одредени притисоци не од сите судови, но тие притисоци спласна затоа што видоа дека ние издржавме, ние тераме понатаму, не дека имаме и наед. Туку напротив, ние бараме освен подобра плата. И то не е се баш и до платата, но сепак платата е она со која што го одржуваш цело семејство и така напред. Средство за Но ние комуникација, со живот, тоа, све. токму така, но ние со тоа бараме со тие 0,8% средата во судството, согласно закон, бараме да не зависиме од никого. Судството мора да биде независно. Како што рече Јасмина, тоа е не е трета, едно од трите власти во државата. Столбови. Јас искрено нема никош да ги испуштам пензионерите кои се исто еден вид синдикат, кој речем не синдикат у смисло на збор, тие работе до вчера. Така е. Меѓутоа не сме да се запостават. И ќе си земам за право. Вие сте парадигма. Вие сте вистина. Вие сте правецот за Македонија. И јас сакам вашата организација да им влезе во менталната матрица на политикантите кои не работат за Македонија убаво, но за идните политичари вака да се организираат за доброто на Македонија. Ќе ви кажам на моја замисла, мој став. Ние, за да ги активираме, да им вратиме вербата на вработените во јавниот сектор, ние моравме да им укажеме за нивните права. Права и должности. Права, ако ги речем, значи имаш право на протест.
И со тоа ние фактички даваме верба на вработените во јавниот сектор дека треба да ја вратат вербата во синдикализмот. Остана во некој дел, во некои синдикати кои што воопшто малтере не се грижат за вработените. Добро вечер, кој се јава? Добро вечер. Да, Джеват Салија на телефон. повелете. Председателот на Независен медицински синдикат Независниот Гостивар. медицински синдикат во Гостивар. Повелете. 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 Режим. Ало? Да, ве слушаме, говорете. Значи, јас би сакал прво да се уклучам во програмава во врска со досегашниве случувања во државава и би сакал да пренесам некои работи кои што ние вчера ги организиравме во Гостивар. Така да, како нов синдикат во нашиот град, тоест синдикат кој што се залага за правата на сите медицински лица во нашава болница и ние фактички успеавме многу работи да ги отвориме, всушност многу работи да им кажеме на раководството дека некои работи не одат како што треба. Така да ние во Гостивар вчера одржавме еден мирен протест со тоа што дадовме до знање дека ние не сме задоволни со случувањата што се случуваат во државата, тоест пред се платите наши. Значи, ако се залагаме да одиме во Европа, тогаш би било добро и нашите плати да бидат како европскиве плати што се. Всушност, имаме покачување на сите артикли, значи сите можни производи, а всушност нашиве плати се мрдат, меѓутоа не во состојба на тоа да можеме да постигнавме секојдневни работи како што треба. Джеват, ви благодарам многу и благодарам за вашето јавување. Се надам дека повторно ќе ми видите и со говорник. Благодарам и на вас. Пријатна вечер. Благодарам. Повелете. Вака сега, вчера организираме во рамките на синдикална организација независен медицински синдикат во општа болница Ферид Мурат Гостивар и имено порачање на власта, тоест на министрот за здравство, дека во болниците не треба да има селективно напредување. Туку треба согласно правилник, значи да има некои критериуми, не да некој како сака унапредува или пренасочува, преместува од една работа на друго работно место, се губи на квалитет. Токму така. Потоа бараме пополнување работни места. Имено одат по пензија или заменуваат одлив на треба се пополни тоа работно место. Се зголема обемот на работа и многу тешко функционираат здравствениот сектор. Затоа ние на барање на нашите членови. Пазете сега. Дел нашите членови се вработени во здравствен сектор, во јавна служба. Ние склучуваме договор со приватни здравствени установи за да добијат таму права нега. Затоа што веќе и самите не веруваат во здравството свое, кај што работат. Ме разбирате? Многу голем одлив на персонал има. И квалитетен. И имаме сега од една професија се преквалификува преку курсеви и слично се преквалификува и станува нешто на нека позиција во здравствен сектор. Но таа особа, да, во ред треба да има подоа парче леб за сите, но не може да го даде оној квалитет што некој 4 години учил во средната медицинска школа. Пример. Да. Немаме квалитетно, го изгубиме квалитетот. Со вечерни курсови, со некои... Нажалост, ето. Тоа е трагедијата во секој случај. Јас исто така спомнав дека се завршуваат и вечерни курсови и се вработуваат во јавното здравство, во примарното здравство, за да добијат некаква документација за заминат во Германија и странство. Димитар Бошевски од Основен граѓански суд, председател на Независен синдикат на судска администрација. Повелете, господин Вица. Па со оглед да утре имаме закажано протест, Така? како што има во јавноста информации, бараме преку леп погача, значи ние ги бараме нашите пари што ни се загарантирани со закон од буџетот,
а тоа се 0,8%. Ние имаме искористено ни половина, значи 0,39%. Едноставно ги бараме нашите пари, тоа што ни следува. Сега и с оглед на тоа што имаше некои изјави дека не сме работеле, немало доволно вработени, значи само за работни односи има над 6000 предмети за оваа година до овој месец, каде што еден службеник по деловник треба да работи со еден судија, а овде работат еден службеник со двајца судии и имат во работа околу 2000 предмети, значи на еден човек. Вкупно од Основен граѓански суд до сега за 2023 година имаме околу 33.000 предмети, а додека 2022 година ни е завршена со 38.320 предмети. Значи ние го бараме тоа што ни следи по закон и од тоа не се откажуваме. Ивица, ви благодарам многу Добро. за вашата интересна информација што споделивте со нас. Видите вака, намалени се и бројката на Многу суди. предмети по еден. Многу. 2000. Верувајте вака се. Ќе ви кажам еден прост пример. Пример, Тетово. Тетово има 20 суди за работни односи. Но Тетово како град, пример, на годишно ниво има 1000 предмети. Сега само од една институција, ЈЗО клиничка болница Тетово, имаме 300 тужби. Ме разбирате, само од една. Имаме ФП-том Тетово, затвор Тетово, пожарната Тетово, имаме од здравствено Тетово, значи има повеќе органи од јавниот сектор, а баш и од приватниот сектор. Значи, судот не може да ги издржи толку многу оптоварување и затоа се наоѓа расчекор кој што е, например, во рок од 40 дена треба да се произлезе од другата страна, закажување на првото читање, така натаму, и сега тоа иде, се растегнува, а доаѓаат нови предмети, нови пожалби, ќе помине 3 години, па нови тужби и така натаму, се со цел да си го остварат правото, било кој да е. Дали е обичен вработен или функционер, денеска секој некого тужи, не дека секој некого ќе добие тужбата, да речем, но сепак сметам дека и мал е бројот на суди. Во секој случај сакам да зборам довербата на судството, што е навистина мала бројка, единица, двојка, колку доаѓа. Тоа доаѓа врз основа на што народот веќе не му верува на судот. Имајќи факт дека вие покажувате незадоволство, а сте еден од главните чинители, контрибутери да судството да влие уште подобро. Која бројка ќе достигне судот после? Не знам, ама алармантно е. Председателите на судовите знаат од состојбата. Многу пати. И со Илио Сулемани, претходниот председател на судот, граѓански суд Скопје, му кажале за тоа, свесен беше за тоа, се име нов ВД председател, и истиот среќа што потекнува таа структура од Основен граѓански суд, ги знае проблемите. Взаемно бараме вработување, взаемно бараме зголемување на платите. Да. Господин Горан, имаче факт, рекол дека ќе критикува малце, видичи стана уносна работа синдикализмот во Македонија, во лидершипот. Добро. Дали треба да се проветрат редовите на лидершипот? Секој час има некој лидершип, да речем, лидери кои покажаа во вистинска смисла на зборот, дека се добри фронтмени, дека се вистински трибуни, дека водат народ, мислат за народната за болките, за се грижа за нивната судбина, за работа, за социјална правда, се тоа. Но од друга страна имам некои као бубрек во лојме, живеат. Со размер до 2000 евра и дури зимаат лични доходи или додатоци или што ја знам. Тоа е боговска работа. Вака, тука се мисли пред се валја на оние така наречени државни синдикати, имено ја работам во јавен сектор, каде што таму остварувам платата и немам друга плата, таа е единствена. Јасмина Величкова работи во Основниот кривичен суд и остварува платата во рамките на нејзиното работно место, односно нејзиниот суд, нејзината исто и другите што се наши председатели. Ние плата
од синдикат не земам. Ова е хонорари се. Не, се е волонтерски, верувате. Ова Се е велам волонтерски. сосема диаметрално спротивно. Дебели хонорари, дебели придобивки. Слушаме се и се што можно е. Ние немаме пристап. И тоа што е интересно, појаки се од уставните судови на крај, суди на крај крајва, на краиштата. Има Не, некои знаете зашто? Зборам ми е дека нема да ме разберете погрешно, почитувани лидери и кои да сте, јас ве почитам, што се грижите за работничката класа. Но малце чувство да имате во секој случај, да му влезете у положение на тие кои живеат од плата. Значи, споделите ја нивната болка заедно. Оти вели, туѓата болка на собствената кожа не се чувствува. И нема да партиципирате дали ова емисија или слични или новија, па да дадете еден ветер у грб. Ја ова морам да си го кажам како коментар, бидејќи сепак очекував, да бидам искрен, поддршка да имате и од тој лидершип на државните синдикати. Видите вака. Оти никој не знае кого што ќе го снајде у животот, да се разбереме. Да. Ако мечката Игра во комши, ќе загери во дворот. Да. Ние како грански синдикат сме отворени за соработка со сите синдикати, не да правиме револуција на актуелната власт. Не. Едноставно сакаме да укажеме на сите дека и за нас мора да има простор на тоа парче небо. Во таа насока, период наназад, имаме преговори со неколку синдикални структури, за да најдеме заеднички јазик и да действуваме заедно. Значи, ние бараме оние европски плати што ги качија функционерите, без да водат спорови како што ние водиме спорови, да докажуваме дека сте во право, тие ги добија без тужби, без ништо. Ние не бараме нивните плати да се намалат. Напротив, ние бараме нашите плати да се приближат до нивните плати. Се нормално и логично. Јасно. Учествуване во неколку закони. Закон за систем на плати, каде што ќе има и подсистемски групи во тој дел. Во делот на закон за извршување санкции, закон за судска служба и други закони, па и правилници, учествуваме со цел да, како заинтересирана страна, вработени во јавниот сектор, да укажеме за одредени недоследности. Има некои работи некои закони што се менуваат, да речем конкретно, каде што не се ни конституират ни пак, да речем државни синдикати. Тука едноставно функционерите формираат работна група и тераат по нивна матрица, за да после да имаме проблеми. Затоа излегуваат проблемите. Повеќе глави поразмислуваат. Една глава може ќе сгреши две. Зашто е диспаритетот? Зашто кога немате едно здружение, обединување што се вика, да вие како независни синдикати заедно со државните синдикати, како да ги наречеме, направите една стратегија. Затоа велам, доаѓа една диспропорција. Значи, дискрепанцията, да речем, смисла на зборот, што, како што реков, не ги засега вашиот проект, вашиот проблем и така натаму. Можете само да ми кажете кога уште опфаќате пожарникарите? Токму така, пожарникарите. Кој видовме вчера што се случи у Тетово, изложени на опасности, на смртни случаи, с краја да не дај Боже, во најризични ситуации. Чувари во затворска полиција и администрација, кои што повеќе изложени на опасности. Ние работиме со 100% ајде да речем криминалци. Па нема друг збор, пазите. Редовниот полицаец од МВР работи со граѓани, додека затворската полиција исклучи работи со такви луѓе. Не велам дека секој што е осуден е криминалец. Со пресудата станува дека е криминалец. Но не секој реално е криминалец, што е осуден. Што Македонија е случај, пример, е закон, што вика двајца лоши, го цепа Милоша. Баш така. Како е така? Тоа е една народна поговорка што велела доволно со прст некој да ти покаже и ви зеде ценно. Но како и да, не сме тука за тие досетки. Но сепак работиме со таква популација која што збориме за заштита на вашите социјални права и заштита на оно што сепак вие сте семејства кои се грижите за вашето семејство. Од вас зависат сите осудни потреби кои треба да ги задоволите на семејството. Токму така. А освен тоа, вие имате бенефицирани стажи? Токму така. 12 месеци со 4 месеци.
изложени на 12 опасности, да, 12 да. а од друга страна не се исполнуваат основните овие елементарни, да речем. Средства за заштита немаме. Немаме моделот за затворска полиција, отсуствува кариерното напредување. Многу малку се пополна работни места, доста има одлив, немање материјално-технички средства за работа. Дали партизација тука си има влијание? Како се менуваат партиите, така и напредувањето. А кога немало? Кога ќе се случи тоа да слушаме да биде закон, да се почитуваат човековите права, работничките права во држава? Вака, ние како синдикат сме упорни. Например, правилникот за напредување во делот на затворската полиција сметам дека е еден од најдобрите правилници. Во тој правилник учествував јас како синдикален представник. Каде што има добри критериуми за напредување, каде што не може да влијае партиски притисок во таква работа. Зборам за интернет оглас. Во делот на надвршните, јавните огласи, веќе тука треба законски прописи да има да се лимитираат. Имаме денеска и во противпожарниот систем. Имаме се вработуваат на 50 години, на 55 години. Што ќе направи тој вработен? Да, пак ќе речем, нека се вработи. И за таа особа е тоа стресно. Ќе ви кажам, преска рековте, ќе ви кажам и на работа во делот на територијална противпожарна единица Тетово. Таму сте мнозински синдикат. Точно е, 24 часа беа луѓето на терен. Изгинаа на терен. Тие се, ајде да речем, градски херои. Пожарникарите се градски херои. Доаѓа на помош и од другите територијални противпожарни единици. Од Куманово. Зборби за вчерашниот пожар. Од Скопје, бригадата Скопје, од Куманово, од Гостива, самите тука. Имаме некоја... Но за пофалба е генерал Стојанче, да бидам искрен. Согласите со мене? За разлика од другите претходни директори, барем него гледаме на терен. Оперативец. Ние неколку пати снимали разговори со него. Барем не пожарникарите спасители, како повокација таа дејност, барем не да се централизира таа служба. Побарам не помош од него, како ЦУК, Центар за со кризи. Потоа бевне од Дирекција за заштита и спасување. Потоа бевне кај министрот за одбрана, Славјанка Петровска, каде што укажаме дека оваа служба не бара децентрализација, оваа служба бара централизација. Од кога пожарникарите, спасители, премина во локална самоуправа, го изгубија тој статус на јавни службеници, ги изгубија правата за одење у пензија, немаат опрема, значи нашиот противпожарен систем веќе е, извинете ми изразот, распад. Не се живее денеска од донации. Донација на интервентно дело. Па тоа од каде што ги добиваме, не е битно која држава, тоа е тоа треба да се фрли. Добиваме противпожарни возила како донација, искористени наместо да е возачот од лева страна. Простете што се насмевам. Возачот е од десна страна, зашто тоа е карикатура во секој случај. Знаете зашто? Сакам да го спомнам и Ојо. Денеска слушам дека господината Вилма Русковска е разрешена, или така ли беше? Да, беше медиумски обвинител, да. Но и Ојо ќе протестира. Да. Основно јавно обвинителство. Да. Ја ќе молам режијата ако може да воспостави линк со представник на Ојо од синдикатот на Ојо. Да видиме кој е ставот на синдикатот на основното јавно обвинителство. Да не ги забораваме и ако со тоа што сакам да дадам подачка на синдикатот на медицинарите кои исто така имат одговорна работа, се грижат за пациентите, одат во смени, изложени се на опасни ситуации во делот на пренесување на болести, се тоа, меѓутоа не се заштитени финансиски и условите за работа и се тоа. И тие имат најавен штрајк генерален, како што разбрав. Јас сега тука им даваме поддршка како гласот на народот, верувам и вие како синдикалти. Било каков да речам, било каква појава на израз на незадоволството е прифатлива за нас. Ние немаме информации за некој независен синдикат што ќе протестира. Ние вчера во рамките на нашиот синдикат, каде што имаме синдикални структури, вчера ни беше последниот протест. Да, веќе имаме, да, добро.
Ако имаме можност да добиме представникот на општиното јавно обвинителство, би било убаво да го заокружиме овој еден колаж на јавување на представници на синдикатите. И тоа сакам само да го потенцирам. Че ми дозволите, морам тоа да кажам за правата на вработените. Господин Горан, дали знаете дека ние ги бркаме умовите од Македонија? И јас ќе се изјавам за право како еден човек кој помина тој пат во животот. Значи, голем протест како интелектуалец, како новинар, како пред се човек. Прво македонец, а потоа човек. Професор доктор Сашко Јовев добил отказ од работа. Јас го молам општествениот чинител и рацио, ако има воопшто во главата, малте рацио, човек кој направи 9 трансплантации, 9 животи, кој направи се, донесе хибридна амбуланта, тоа значи да лице без срце може да обстои во наредните 48. Не ме држите за збор. 2 милиона долари, евра од Светска банка донесе Македонија. Сашко Јовев денеска на улица. Сакам, ве молам, размислите вие, почитувани, нема реакции. Бидејќи тоа е тактика, што викам со математика на власта. Јавно мислење. Но еве, завлагаме во финишот. Дали, ако ја немаме госпоѓата од ОЈО, сакам да ми дадете една оценка. Ова што, дали се согласувате со мене? Еден еминентен професор доктор, кој е признат, има лиценца да оперира на целата планета. Значи, тоа сум се уверил, да имам видено сертификатот. Не е од тука, од двајца сведоци, од клиники некои, кои сумнително како ги зема дипломите на медицинскиот факултет, но ова се меѓународно признати, верификувани професори и доктори. Ке речам, од сега од вас прво слушам дека почитуваниот доктор со други збори избркан од работа. Не ги знам ситуациите и причините поради кои се случило така. Политичка, партиска, политичка. Сигурно има и дисциплинска комисија, претпоставам, не е толку така. Но како и да е, онтирани случаи. Сметам дека тоа е најстрогата казна во делот на работниот однос. Имаме други вид на казни, имаме 5%, 10%, 15%. Горан, јас сум пателец. Јас 2003 година бев избран Македонска радио и телевизија од политички аспект. Ете, видите. Значи, јас затоа изразив поддршка како Слободан Томич. Тоа е моја дискрецијно право. Јас потpuno ве разбирам, но не секогаш треба да се примени најстрогата казна. Тоа се луѓе без без сензибилитет, нечовечност, нехуманост. Да. Јавно мислење, секој Јасно. Сакам во овие 2 минути да упатите порака. Со оглед дека ве чека еден марш утре. Да. И како ќе го поздравите народот и што ќе упарачите? Ги охрабрувам сите вработени во јавниот сектор да се приклучат утре на нашиот синдикален протестен марш, кој што ќе започне во 11 сат пред основните судови во Скопје. Ќе се движиме до Собранието на Република Македонија, Министерството за правда и владата, и ќе го искажеме нашето незадоволство за овој период наназад време, неколку месечен, отсуство на социјален диалог. Нашето незадоволство ќе биде воедно и на неисплатата на платите. Пример, во здравството не е спротивно на закон за минимална плата. Така да барам од вработените во јавниот сектор да се приклучат код нас утре до утрешниот протест и да заедно укажеме на авторитетите на власта дека и ние имаме право на живот. Значи и ние имаме животни потреби како што и тие. Ако тие барат европски плати за нив, ние бараме европски плати за нас. Ние немаме ништо против нивните плати, напротив, ние си ги бараме оно што е наше. Во таа насока ги охрабрам луѓето. Утре да дојдат со нас заедно, взаемно, единствени, да побараме од надлежните да не се слушаат и да не предвидат во нови буџет европски плати за нив
европски плати и за нас. Благодарам. Ви посакам здравје пред се. Ви благодарам. Дека сте настинати. Да. Здрави до Јасмина, до сите кои овие 8 месеци се на улица. Настиране по лица, да. Почитувани, тоа беше магистар Горан Ристевски, председател на Независен синдикат на државна администрација. Еве, со ова ве поздравувам и посакувам пријатна вечер. Гледајте програмата на телевизија Вистел. И секако ова емисија на полноќ се гледаме во утре во 21:15. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.